Американците одбележаа 15 годишнината од нападите на 11 септември 2001 година во Њујорк и Вашингтон, која традиционално се одржа во Националниот меморијален центар, кој се наоѓа на местото на некогашниот светски трговски центар. На ова место 2 киднапирани авиони ги урнаа кулите близначки пошто следеше ударот на третиот авион врз зградата на Пентагон во Вашингтон. На крајот беше соборен авион во Пенсилванија, пошто вкупниот биланс на жртвите достигна речиси 3000 лица. На комеморацијата пред стотиците членови на семејствата на жртвите и официјални лица беа прочитани имињата на загинатите. Присутните искажаа желба и надеж да се живее во мир. Сакаме мирен свет, тоа е се што не треба бидејќи во светот веќе има премногу страдања. Церемонијата запре на 6 наврати, 4 за да се одбележи точното време кога 4 киднапирани авиони удрија во светскиот трговски центар врз зградата на Пентагон и во поле во Пенсилванија, а последните 2 ги одбележаа моментите кога се урнаа 2 кули близначки. Председателот на САД Барак Обама во Пентагон положи венец кај споменикот на загинатите и се обрати на семејствата, порачувајќи дека жртвите никогаш нема да бидат заборавени. Се сеќаваме и никогаш нема да заборавиме на речиси 3000 животи кои на толку суров начин беа земени од нас. Се обединуваме со молитва и благодарни сме за дадената сила која не одржува во овие 15 години. Председателот Обама во претходно обраќање по овој повод испрати порака дека САД ќе продолжат немилосрдно да се борат против терористите како Ал-Каеда и Исламска држава. По овој напад во изминативе 15 години светот се соочува со голем број на терористички напади, од кои посебно се погодени Франција и Германија.